По неколку пати доаѓаме, 10 години и повеќе. Додол ми сега да се обратиме пред владата, да сватат дека и ние сме граѓани и сакаме да видиме граѓани од прв ред. Што ке му е држава на нашиот премиер и на нашиот председател? Што ке му е држава без народ? Бидејќи овој народ секој ден губи глава. Трпи за ова, трпи за она, го губи животот. Затоа дојдовме овде да се помолиме културно, паметно, некој од владата да не прими на разговор, да кажеме дека ние сме стечајци настанале не по наша вина, по вина на државата, по вина на транзицијата. Имало методи и начини како би требало да се спроведе тоа, за да бидеме ние обештетени. Тогаш се зборува дека ќе биде безболно. За нас стана многу болно и погубно. Изгубиме многу наши стечајци кои ни поминаа. Затоа 100 пати ги молам, еве група, да одиме некој да не прими, да кажеме кои сме ние, дека постоиме и сакаме да живееме, ние имаме фамилија. Државата треба да се дичи со нас и со нашите деца. Ние овозможиме на сега луѓето кои седат во парламентот, нашите пратеници во владата, овој народ работнички, овие работници овозможија да живеат во благодет. А ние патиме, трпиме по улице, ве гледате. Нека формираат група во секој куќа да влезе да види што имаме. Немаме веќе ништо, ние имавме првите години. Меѓутоа тоа иде сега, немаме ништо, гола вода. Може само да не нема и нас. А држава без народ не е држава. Срамота да бевме во било која држава што сакаме да одиме во Европа, во било која европска земја ние ќе бевме обештетени. Има наши луѓе по 3 години работеле, таа држава им дало нешто. Ние по 35 работиме, не ни дават ништо. Срамота, нека се засрама сите што седат по фотелите. Никогаш не најдоа засходно да седнат, да се погледнат во очи и да кажат чека за овој народ да го решиме проблемот. Срамота 100 пати.